Американскиот потпредседател Мајк Пенс ја нагласи континуираната поддршка на САД за евроатлантските аспирации на Македонија и го охрабри Заев приоритет да им даде на реформите со кои Македонија ќе напредува на овој пат, соопшти Белата куќа. По 15-минутниот телефонски разговор на барање на американскиот потпредседател Заев на Твитер објави дека Пенс ги поддржал реформите во Македонија и пренел поздрав од председателот Трамп. Денеска во Собранието ќе продолжи шестата седница на која меѓу точките на дневен ред е и разрешувањето на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Собранието е заглавено на четвртата точка расправа за одлуката за давање согласност на општите акти на народниот правобранител, а по формирањето на 10 пратенички групи од ВМРО ДПМН неизвестно е дали исцрпувањето на точките ќе оди брзо. Денес се одбележуваат 22 години од геноцидот во Сребреница, во кој околу 8000 луѓе беа убиени од војската и полицијата на Република Српска, како и паравоени формации над бошњаците во заштитената зона на Обединетите нации. Во 2007 година Меѓународниот суд во Хаг го квалификуваше масакрот во Сребреница како геноцид. Резолуции со кои ја потврдуваат пресудата донесоа парламентите на земјите членки на Европската унија, Канада, САД и Австралија.